Почитувани медиуми, почитуван председател на Собранието, почитувани колеги, почитувани представници на владата, на денешните пратенички прашања, моето деловничко право ќе го искористам за поставување на две пратенички прашања. Едното до министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, но со оглед дека не е овде е заменикот министер Зоран Димитровски. Првото прашање ќе биде до него и второто прашање до министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Првото прашање се однесува на тема што е актуелна периодов и која директно ги засага македонските транспортери и бизнис заедницата. Деновиве се виде и се потврди дека власта, наместо да ги решава проблемите, единствено што знае е да дефокусира и да води лажен пиар на штета на државата, граѓаните и компаниите. Последен ваков пример е случајот со транспортерите. Пред само 3 недели ги излажавте овие луѓе дека проблемот со ограничувањето на престојот на возачите од Западен Балкан, вклучувајќи и Македонија, во земјите од Европската Унија е решен. Ова помпезно и на социјалните мрежи и преку медиумите што ги контролирате, го изјави вице-премиерот Николовски, кој што рече, цитирам: "Добив одлични вести од Брисел во врска со огромниот проблем на превозниците од Македонија. Нашите ставови се прифатени, возачите се прифатени како професионалци." Само пред 3 дена видовме дека оваа изјава била една голема лага, уште еден лажен пиар од кој трпи бизнисот и економијата. Вистината е дека проблемот не е решен, транспортерите се соочуваат со реални пречки и проблеми. Компании веќе размислуваат или започнале постапки за регистрација во други земји како Бугарија и Хрватска. Ова значи губење приходи, губење работни места и одлив на капиталот од државата. Овој проблем не падна од небо пред 3 недели. Новите правила на Европската Унија не се донесени пред 3 недели. Конкретно, одлуката сте ја знаеле од 26. јули 2025 година, тогаш била донесена со постепено воведување од октомври истата година. Тоа значи дека сте имале цели 6 месеци за подготовка, за разговори, преговори, за можности, за некакви транзицијски механизми, односно сте имале време да ги заштитите домашните превозници. Ако Европската Унија јасно кажала дека ги менува плановите и регулативите за движење со воведување на електронски систем уште минатата година, што правеше владата и што правевте вие во Министерството за надворешни работи? Заменик министер, како дипломат и како представник на државата во комуникацијата со Европската Унија сте имале обврска навреме да реагирате, да преговарате и да обезбедите заштита на транспортерите, на националните економски интереси. Но вие свесно одбравте да молчите, како и за се друго. Па сега, кога дојде нож под грло, целиот овој проблем се обидувате да го вклопите во вашата ЕУ антикампања, што ја водите за да прикажете дека виновна е Европската Унија, да предизвикате негативна реакција кај граѓаните, а всушност единствениот виновник е вашата влада. Јавноста гледаме сите ние дека и овој проблем за кој вие сте виновни како власт е само дел од анти-ЕУ кампањата на владата, која наместо кон интеграција ја води земјата кон изолација, без јасен план за напредок, што носи сериозни последици врз економијата, компаниите и граѓаните. Проблемот на транспортерите не е само прашање за една стопанска гранка, туку е прашање за економијата во целост. Кога транспортниот сектор е блокиран, страда индустријата, страда извозот, страдаат бизнисите, страдаат граѓаните. Вие како заменик министер, меѓу другото и за надворешна трговија, ги знаете последиците. Од тука моето прашање до вас е: зошто ништо не превземавте 6 месеци, кој ќе понесе одговорност за штетата што ја трпат транспортерите и македонската економија?